Првата група македонски граѓани која побара евакуација од Израел, синоќа безбедно пристигна на Скопскиот аеродром. Надлежните институции потврдија дека акцијата е успешно завршена. Македонија се најде меѓу првите европски земји што овозможија навремена евакуација од конфликтната зона на Блискиот Исток. Купно 28 граѓани побарале помош за напуштање на Израел поради зголемените тензии. Министерството за надворешни работи веднаш реагираше со формирање кризен штаб и активирање на координирани мерки за нивна безбедна евакуација. Граѓаните беа донесени со владин авион, бидејќи комерцијалните летови се во прекин. Очекувањата се дека втората група ќе биде евакуирана веднаш штом се обноват летовите од Тел Авив. Владата на денешната седница ја усвои новата стратегија за зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и конфискација на незаконски стекнат имот за периодот 2025 до 2028, заедно со акциски план. Оваа мерка е дел од приоритетната борба против корупцијата и организираниот криминал. Целта на стратегијата е структурирано и ефикасно зајакнување на институциите што работат на откривање и одземање на нелегално стекнат имот. Документот вклучува систематски пристап што треба да го подобри следењето на парични текови и управувањето со конфискувани добра. За ефикасна имплементација ќе се формира Национален совет за финансиски истраги и конфискација на имот, кој ќе следи и надгледува дали мерките се спроведуваат навремено и ефективно. Централна улога во целокупниот процес ќе има кабинетот на заменик-претседателот на владата задолжен за политики за добро владење, кој ќе ја координира меѓуинституционалната соработка и ќе обезбеди континуирана реализација на стратегијата. И покрај мало намалување на воените активности, конфликтот меѓу Израел и Иран влегува во петтиот ден со зголемени тензии. Израелската армија соопшти дека е убиен генералот Али Шадмани, новиот шеф на Централната команда на Исламската револуционерна гарда, што го подигна притисокот на фронтот. Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Саар ја пофали операцијата Разбудени лавови, истакнувајќи дека нејзините резултати се исклучителни и предупреди дека идните ирански команданти ќе бидат под постојана закана. Иран возврати со истрелување 30 ракети, од кои најголемиот дел беа пресретнати, а неколку завршија во близина на Тел Авив и Ерусалим, со 5 мина лесно повредени. Иранскиот представник во Обединетите нации, Амир Саид Иравани, остро ја осуди израелската стратегија, нарекувајќи ја нелегална и неселективна, со тврдења дека цивилната инфраструктура е намерна цел. Израел пак останува на ставот дека нападите се прецизни и насочени кон воени објекти. Американскиот претседател Доналд Трамп го напушти самитот на Г7 и изјави дека мирот е возможен во следните 24 часа, но и дека можен е крај на конфликтот наскоро. Во меѓувреме, евакуации започнаа во Техеран, а меѓународната заедница апелира за итен прекин на огнот. Најмалку 59 палестинци загинаа, а повеќе од 200 беа ранети во Кан Јунис, Јужна Газа, додека чекале камион со храна. Министерството за здравство на Газа соопшти дека нападот се случил во вторник наутро, додека луѓето чекале на хуманитарен конвој. Очевидци тврдат дека израелските сили прво извеле воздушен напад врз блиска куќа, а потоа отвориле оган врз масата луѓе. Сведокот Јусеф Нофал опиша сцена на масовна ликвидација, каде што жртвите биле застрелувани дури и додека бегале. Телата и повредените беа пренесени во болницата Насер, каде што беше потврден бројот на жртви. Локалните власти ја обвинија израелската армија дека со недели пука врз цивили кои се обидуваат да добијат храна од дистрибутивни точки на фондацијата ГХФ, поддржана од САД и Израел. Израелските власти тврдат дека новата мрежа за помош има за цел да го блокира Хамас, но Обединетите нации и хуманитарните организации го осудија системот како нехуман и незаконски. Израелската армија не го коментираше последниот инцидент. Косово забележа раст на увозот од 15,5% во првите 4 месеци од 2025 година споредено со истиот период во 2024. Вкупниот увоз изнесувал над 2,15 милиарди евра, од кои речиси 845 милиони евра доаѓаат од Германија, Турција и Кина, трите водечки трговски партнери. Најмногу се увезуваат возила и машини од Германија, челични производи, нафта и лекови од Турција, како и климауреди, компјутери и мобилни телефони од Кина. Извозот во истиот период опаднал, додека домашната потрошувачка расте, главно благодарение на диаспората и кредитната поддршка. Според институтот ГАП, економијата на Косово и натаму зависи од увоз и трошење, а експертите предупредуваат на недоволна поддршка за домашното производство и неангажираност на институциите. Србија, која некогаш беше водечки извозник кон Косово, сега е на 9-тото место зад Македонија и Албанија. Од регионот се увезени стоки во вредност од околу 318 милиони евра.